Книгите ја бришат прашината на душата од секојдневието на животот. Сте размислувале ли за тоа дека кога еднаш ќе се роди книга, таа не умира? Книгата живее бесконечно. Токму за бесконечноста на книгата ќе зборуваме во продолжение. А за тоа ни помогнаа вработените во издавачкиот центар 3. Оттаму несебично, ред по ред, ни го појаснија целиот пат низ кој поминува една книга, од моментот на идеја, се до моментот кога таа се става на полиците во книжарниците, за да биде на дофат до читателите. Првата и клучна алка за една книга да види бел ден е изборот на соодветното дело. Овој важен момент му припаѓа на главниот и одговорен уредник. Да, тој процес не е воопшто едноставен, бидејќи има огромен број на автори кои што сакаат да бидат објавени, например домашни автори, постојано добиваме барања, односно добиваме материјали, ракописи кои што луѓе сакаат да ги прочитаме, сакаат да им одговориме, да им дадеме наше мислење. Меѓутоа тоа е долга и бавна работа и многу често и знае да биде и фрустрирачка за луѓето, бидејќи некогаш ни треба по неколку месеци да ги обработиме сите, да добиеме некакво мислење за книгата и да видиме дали може со конкретните автори да продолжиме понатаму. Од другата страна имаме светска книжевна сцена која што будно ја следиме, од која што се трудиме да го извлечеме најдоброто и да ги покриеме оние жанрови кои што и ние сакаме да ги објавиме, пред се белетристиката, популарната психологија, духовноста, книгите за успех, за здравје и така надале. Дали постои разлика, односно како се прави селектирањето на домашни автори наспроти изборот на странски наслови кои што треба да се преведат? Многу поголема одговорност и многу поголемо знаење и искуство треба да се препознае квалитетот во домашната книга. И тоа е за нас и најголемата работа и најзначајната. И најмногу не прави горди кога сме го направиле вистинскиот избор, кога некоја книга сме ја добиле во ракопис и потоа се претвора во книги и на крајот завршува во многу домови и многу луѓе читаат и постигнува некаков успех. Дали добива награда, дали е преведена понатаму во странство. Тоа е, да речам, најубавата работа и најзначајната која што можеме ние да сработиме. А друга страна, оно што го објавува светот, ние го следиме, ама тоа е веќе изфилтрирано на некој начин. Ние правиме избор на тоа што е веќе избрано. Меѓутоа, предизвикот тука е во буквално морето книги што постои, да се изберат тие што се најдобри. И бидејќи сме ние мал пазар, сепак бројот на издадени книги тука е многу помало од што се објавува и во околината и во светот. Затоа изборот е многу повнимателно се врши. Саздов открива која е тајната да се препознае добра книга. Како се гради истинчен вкус за пишаниот збор. Пред се треба да сакаш работа, пред се треба да сакаш книгите, да си читател, да сакаш да откриваш нови работи и се разбира дека како и секоја работа, можеби како повеќе истакнато моментот на искуство. Треба многу страници прочитано за да се еден ден да може да се каже дека го владеете тоа што го работите или дека имате изграден вкус и на некој начин брзо и многу поедноставно да ги препознавате, да го препознавате квалитетот во книгите, дури и со неколку страници прочитани. Откако книгата е лоцирана, потребно е да се обезбедат авторски права. Во оваа издавачка куќа тоа го прави Симона Крстеска. Можам да кажам дека ова е административниот дел од уредничката работа и е неизоставен дел и појдовна точка на некој начин во процесот на објавување на едно дело на мајчин јазик. Ова многу пати е истражувачка работа, затоа што подразбира секојдневна комуникација со многу авторски агенции низ Балканот и низ светот, кои што застапуваат одредени автори нивните дела и нашата цел во сета таа комуникација во тоа истражување е да дознаеме конкретна книга која застапува и дали се правата слободни. Најрадосниот момент за мене можам да кажам е дека кога ќе добиеме одговор дека книгата е слободна и ќе склучиме договор за тоа дело, знаејќи дека на тој начин ќе го збогатиме нашиот книжевен свет со уште една магична приказна. Вистина некогаш е предизвик да откриеме каде се наоѓа таа книга, некогаш трае со месеци, некогаш знае да трае и повеќе. Отприлика тие се тие временски рамки, значи по неколку месеци. За македонскиот јазик да опстои онаков каков што е. Изворно, литературно, правописно, точно и коректно. Потребно е лекторското око. Следното скалило кое што треба да го помине книгата е токму тоа. Во продолжение дознаваме каков е процесот на лекторирање на македонски јазик. Од многу фактори зависи.
Например, зависи пред се од квалитетот на преводот. Ако е преводот добар, тогаш не бара премногу време во смисла на споредба со оригиналот, па размислување да се најдат некои посоодветни преводни решенија и така. Имаме среќа можеби што соработуваме со добри докажани преведувачи, кои не ми отвараат многу лекторска работа, меѓутоа морам да нагласам дека се поголем број преведувачи, особено меѓу помладите, премногу се поведуваат по особено англискиот оригинал, па често знам да наидам на англиска конструкција на реченица, не само на речникот, користењето на англицизми кои што се само помакедончени, а воопшто не ги сакам и се трудам секогаш да ги сменам. Така што тоа е многу индивидуално, значи од книга до книга зависи. Освен тоа, ако најдам на книга што треба да ја лекторирам од некоја област во која не сум специјалист, тоа подразбира малку лично надградување, значи морам првин малку да се запознам со областа за да знам да утврдам терминологија што се користи, особено ако е кај нас веќе нешто од тоа не премногу познато, значи имам обврска да ја утврдам терминологијата од која што можеби ќе се раководат и следните преведувачи и лектори за да остане така утврдено кај нас. Како реагираат авторите и преведувачите при промените кои ги направил еден лектор? Никогаш не менувам на своја рака, туку секогаш му давам сугестии на авторот, на преведувачот како би можело тука да се постапи за да добиеме поквалитетен и подобар превод. На почетокот од соработката со некој преведувач или автор, секогаш наидуваме како на мала пречка, да речам, на мала недоверба, меѓутоа понатаму кога ќе сватат дека се работи за заеднички интерес, тие да имаат добра книга како автори или како преведувачи, ние да имаме добра книга како издавачи, секогаш се расположени за соработка и доаѓаме до степен кога ми кажуваат, ги прифаќам сите твои забелешки и коментари, постапи како што мислиш ти дека е правилно. Денес писменоста е на ниско ниво според Златева. И тоа е многу... Тоа ми е болка на душата. Не можам да кажам дека почнуваме да стануваме многу писмени како народ. Се уште знаеме да добиеме ние, например, од некои читатели забелешки, освен пофалбите, ми се допаѓа изборот на литература, книгата, браво што сте ја превели и така натаму, некои од нив знаат да кажат, ама овој збор, или да прашаат, овој збор македонски ли е? И тоа е толку болно, затоа што тој збор не да е македонски, туку е ептен стар македонски, убав македонски збор, кој што тие не го знаат затоа што го користат англицизмот за него, некој интернационализам и така натаму. Односот со авторите и со преведувачите е сменет во позитивна насока, ми се чини дека повеќе внимание обраќаат сега отколку порано, затоа што гледаат дека не може да се помине така како што тие мислат дека може да се помине, така како што е преведено, демек се разбира, разбирливо е. Не е работата во тоа само да е разбирливо, работата е во тоа да биде пренесено на убав македонски јазик. За судбината на една книга одлучуваат многу луѓе. Силјановска ни ја опиша нејзината работна позиција. Ќе се обидам да ја објаснам оваа позиција преку една метафора, односно кога гледаме едно уметничко дело, ние не обрнуваме внимание на белата боја. Всушност таа е сосема незабележлива, но кога ќе размислиме, всушност белата боја е она која што им ги овозможува нијансите на другите бои. И јас така го разбирам уредувањето како она што ги дава нијансите на текстовите, на книгите, на ракописите. Оваа професија е многу значајна и не би сакала да биде ставана во сенка, бидејќи сите го знаеме Макс Брод и да не беше тој, немаше денеска ние да го знаеме ни Кафка. И е многу разновидна, многу слоевита, значи подразбира комуникација со преведувачите, со авторите, давање идеи што да се објавува. Многу е значајно уредникот да биде и страстен читател, но истовремено да има и писателски инстинкт. Особено интересен дел од работата ми е кога пристигнуваат ракописи од домашни автори, но не објавувани.
бидејќи треба да се има баш така го нареков инстинкт, да се има чувство, да се знае кога некој дело е вредно или не за објавување. Можно е интересно што ние тука кога сме во редакција постојано работиме на различни книги, односно кога Бојан чита една книга, Вики чита друга, јас трета. И е многу интересно како тие ни влијаат врз расположението и сите сме во некое различно расположение во зависност од она што го читаме. И постојано се надополнуваме, се консултираме едни со други. Во моментов читам практични чекори како да се збогатите мисловно и материјално од Наполеон Хил. Во моментов ја чекаме Вики да го чита Хаксли, па потоа ќе го читам и тоа, бидејќи особено ми е драго кога работам на класиците. Целата таа едиција безвременски мислам дека во моментов најмногу ме радува кога ја работиме, но баш како што кажав, тоа е постојано кружно движење, секогаш има некоја нова креативна работа, постојано сме во исчекување на мојот мејл, што можам да им го кажам на гледачите, доколку има некој кој што има необјавен ракопис и сака да не контактира, слободно може да ме исконтактира на milena@kniga.mk. Секогаш сте добре дојдени, затоа што ние треба да работиме на домашната уметност, особено ставаме акцент во последно време на тоа. И ги повикувам сите, буквално сите читатели, затоа што верувам дека во секој читател лежи по еден писател. Преку 200.000 страници и над 1200 книги поминале низ негови раце. Во 17 годишно работно искуство со кој може да се гордее Славко Јовановски. По лекторирањето, идната книга е во рацете на техничкиот уредник. Откако ќе го утврдиме форматот на книгата, значи го добивам од лекторот прочитаниот лекториран текст, се внесува во форматот, тоа значи негово средување, први страни, последни страни, средување, правилно делење на слогови, технички, значи да се преломот на, така го нарекуваме прелом, на зборовите правилно, значи подредување наслови, поднаслови, ако има потреба од фотографии низ текстот, зависи од темата на книгата. Значи тоа е средување до кога се заврши книгата, се бара, значи се пушта обично или PDF се прави, даја една проверка да се направи конечна, лекторот или некој од соработниците кои се задолжени за тоа. Доаѓа моментот да се побара цип запис од НУП и кога ќе се завршат сите тие процедури, да кажам, се доаѓа до финалниот дел на припрема за печат, каде што ја спремам, значи текстот се спрема, се прави финален PDF, сега денешно време со PDF, порано се вадеше на пауз и се праќа во печат. Моментално е квадрантот на протокот на парите. Таа ја спремаме, таа е и најавена на нашата веб страна, така да нашите читатели ќе ја имаат за брзо време. За привлечноста на книгата на прв поглед, значајна улога игра незината визуализација. Во продолжение, ве запознаваме со професијата графички дизајнер во една издавачка куќа, низ призмата на уметницата Ана Ќортошева. Моја задача е да направам некоја визуализација на приказната, која што ќе биде доволно блиска да се долови сензибилитетот на книгата, а да не се открие се она што се случува внатре во действијата. Мојот омилен дел од работата е кога работам со домашни автори, бидејќи подразбира комуникација со авторот и многу поинаку ја доживуваш така целата приказна отколку само кога ја читаш. На што работите во моментот? Во моментот работам на мала книга на стапици од Горан Стефановски и исто така е во процес на создавање планер за моите нови антистрес навики од една наша колешка. Ако го замислиме патот на книгата како еден символ на бесконечност, првиот круг завршува повторно кај главниот и одговорен уредник, кој го има завршниот збор за последните и конечни проверки пред книгата да оди на печат. Најстресната работа сега во нашата дејност е кога книгата ќе биде отпечатана, кога го гледаме, го разгледаме првиот примерок. Првиот примерок секогаш притисокот е голем бидејќи секогаш си ја бараме грешката. Често има грешка, не постои книга без грешки, меѓутоа основните работи кои што сакаме да ги видиме дека се е во ред со
корицата дека се е борец со внатрешниот дел, дека не сме направиле некоја крупна грешка. Сега веќе најубавиот мирис. Мирисот на нова книга не облева на секаде. Чувствувате? Од тука книгата треба да си го најде својот дом. А за тоа е задолжен тимот за маркетинг. Мојата обврска, да речеме, е тука со целиот маркетинг тим да ги представиме сите книги на најдобар можен начин и да стигнеме до потенцијалните читатели. Значи тоа го правиме, се трудиме да го правиме со тоа што ги следиме сите светски трендови, значи пробуваме да се адаптираме на тоа што е актуелно во моментот во светот, да го представиме на најдобар можен начин тука кај нашите читатели. И секако се соочуваме со предизвик, нели, бидејќи Издавачкиот центар 3 има широко портфолио на наслови, сепак треба да најдеме начин да се обратиме на секој читател поединечно, бидејќи жанровски нашите книги ги офаќаат сите категории на, да речеме, на издаваштвото. Тука влегуваат, значи, детските изданија, популарната психологија, бизнис, книгите, романите, класиците и сите тие бараат еден свој пристап до својата потенцијална публика и до крајниот читател. Модерното и брзо време, пропратено со технологијата, ни ја донесе и опцијата за дигитална верзија на книга. И покрај тоа што традиционалниот начин на читање се уште доминира. Претежно за новите генерации, читањето преку мобилните уреди станува тренд. Според Саздов, најважно е да се доближи книгата до читателот во било каква форма. Како се доближува книгата до читателите? Јас сум задолжен од кога излезе книгата, веќе кога го имаме финалниот продукт, да биде пласиран на секаде. Значи, претежно надвор од книжарниците, но и за нашите книжарници. Со тимот се грижиме книгите да ги направиме достапни до сите читатели. Значи, почнувајќи од книжарници, маркети, бензински, тобака, буквално на секаде. Имаме голема дистрибутивна мрежа, која што со тимот ја обслужуваме. Сакаме понудата да биде адекватна за секое место посебно. Имаме многу книги, над 100.000 книги за кои што сакаме да се погрижиме да си го најдат своето место. Кое е најголемото задоволство во вашата дейност? Задоволството е тоа што имам шанса да ја следам целата ситуација во низ нашава држава, каде што се бара, која книга се бара, значи има така интересна анализа која што се менува во зависност од местото. Најпосле, последната, но не и помалку важна улога е тоа јавноста да се запознае со информацијата дека омилената книга конечно излегла од печат, или за тоа дека нови свежи наслови се достапни, а воедно и за книжевната едукација на населението. Мојата функција во Издавачки центар 3 е пред се односи со јавност, односно за се она што е ново кај нас, за некоја нова книга, за некој нов настан. Задолжена сум да ги известам медиумите со тоа што често гостуваме по телевизија. Тодоровиќ е задолжена и за организација на сите настани, да ги направи впечатливи и поинакви, како би се одвоиле од конкуренцијата. Досега организирала бројни промоции на книги и низа помали книжевни случувања кои се во рамките на саемот на книгата. Бесконечноста на книгата продолжува кога таа ќе се смести на полиците во книжарниците. Постојат посебни трендови и правила за тоа како треба да биде уредена една продавница за книги. Околу изгледот на книжарниците исто навистина ми е интересен предизвик, затоа што тоа пред се подразбира една креативност во начинот на комуницирање на читателите, со читателите преку нашите излози. Така што е следно нешто што подготвуваме е излог за Свети Валентин и навистина одвај чекам да блеснеме сите во црвени срциња. Од каде се добиваат идеи, како се постигнува твојата професија конкретно, односно тоа што го работиш, како се учи тоа? Па тоа се учи, меѓутоа и мораш да го имаш во себе, затоа што се учи да речеме тоа како треба нели да изгледа еден излог, како треба да изгледа една книжарница, како се редат книгите, значи тоа се може да се научи. И сега откако го знаете секој чекор, како залутаните шкртки од некоја фиока стануваат книга, чиј живот не згаснува. Оти книгата е вечна, книгата е бесконечна. За крај ќе ви речам, ако има книга што сакаш да ја прочиташ, но не е се уште напишана, треба да ја напишеш ти.